Во тишината што ја нарушуваат само езерските бранови и црковните ѕвона, сместен на брегот на Охридското езеро, манастирот Свети Наум е едно од најзначајните духовни светилишта и најпосетената туристичка дестинација во Македонија. Илјадници домашни и странски посетители доаѓаат да се поклонат пред неговите мошти, но и да уживаат во природната убавина што го обкружува ова свето место. За едни, посетата е духовно патување исполнето со мир и молитва, за други можност одблиску да се запознаат со богатото културно-историско наследство. Посебно е чувството дека можеш да си најдеш духовен мир, да се исполниш со љубов, енергија и да продолжиш понатаму во животот. Сад смо дошли у Македонiju на 10 дана sa familijom. Дојдовме во Македонија фамилиарно од Хрватска на 10 дена и Свети Наум беше неизбежна дестинација. Фасциниран сум. Го посетуваме често, скоро секоја година. И многу е убаво, мирно, тивко, мир некој. Се помолиме. The church is very beautiful. We are Orthodox, so seeing, different churches. Црквата е навистина прекрасна. Ние сме православни, затоа ни е особено убаво да посетуваме вакви православни храмови. Манастирот е посебен и уникатен, со богата историја и прекрасна архитектура, а погледот кон кристално чистото Сино езеро е неверојатен. Да, има нешто што дава некој мир, некој спокој на луѓето, а од друга страна целиот амбиент е прекрасен. Мислам дека ако е Охрид бисер на Балканот, Свети Наум е бисер на целата Охридска ривиера. Манастирот со векови представува место каде што верата, надежта и молитвата ги обединуваат луѓето, без разлика од каде доаѓаат. Според преданијата, Свети Наум бил погребан лично од Свети Климент во манастирската црква. Во малата гробна капела и денес се наоѓа неговото вечно почивалиште. Легендата за срцето кој чука под ова надгробна плоча не е само обична приказна. За оние кои пристапуваат со чиста вера, искреност и отворено срце, тоа чукање е символ на неговата бескрена, непресушна љубов кон секој човек. Светиот Наум бил надарен со Божјата благодат да лекува тешки душевни и телесни болести. Тој никогаш не прашувал кој си, од каде си или каков статус имаш во општеството. Тој гледал само човек на кого му е потребна помош. Во храмот се зачувани остатоци од глаголско-кирилски надписи од 10 век, сведоштва за најраните почетоци на словенската писменост. Свети Наум бил голем просветител, кој не само што ги описменувал луѓето, туку ги учел да ги осознаваат вистинските вредности. Татковината не е само парче земја, таа е духовен дом кој најсилно се брани со знаење, вера и чисто срце. Но Свети Наум е место каде човек не доаѓа само да ја види историјата, туку и да ја почувствува природата во нејзината најчиста форма. А дополнителна магија на манастирскиот комплекс му даваат и пауните, рајските птици кои со својата убавина го надополнуваат овој неповторлив амбиент.